Реконструкција и изградба на улици и патишта во градот и руралните средини, проекти од областа на културата, спортот, образованието и здравството, вакви проекти решија граѓаните дека треба да се финансираат во 2017 година преку 5 последователни сесии од буџетскиот форум во општина Берово. Па јас мислам дека тоа што го имаат предложено и тоа што беше дискутирано, гласано и isprocesuirano така како што е предвидено во сесиите на одржување на форум на заедниците, ќе го кажат денес на последната 6-та седница на форумот на заедници и мислам дека тоа што ќе биде предложено, и ако имаме потешкоти да го реализираме, зашто пак Советот на општина Берово не го донесе буџетот, може да се случи тоа што го бараат граѓаните, да не може да биде реализирано од страна на општина Берово, се до донесување на буџетот. Сепак, јас како градоначалник сум оптимист и мислам дека тоа ќе го сватат и советниците, дека треба да се донесе буџет, со кој буџет ќе се реализираат проекти, кои проекти се предложени токму на советите, на седниците на форумот на заедници. Во рамки на форумските сесии кои што се одржаа во Берово произлегоа 27 предлог проекти, од кои 8 се вградени во програмите за работа на општина Берово за 2017 година, додека дел од нив веќе се влезени како проекти за реализација или се во тек на реализација преку одделни програми на општината. Меѓу најприоритетните проекти се организирање на обуки и семинари за млади лица во бизнис инкубаторот за подготовка на бизнис планови, поставување на туристичка инфраструктура, клупи и канти за отпадоци на туристичката населба Беровско езеро, реконструкција на улицата Белкамен во Берово, изградба на улицата Димитар Влахов во Русиново, изградба на спортско игралиште во Русиново, финансирање на спортски клубови, организирање на турнири, промена на деталниот урбанистички план за изградба на детската градинка во Берово. И како најголем проект со најголем буџет е до изградба на кеј на река Брегалница во Берово, од хотел Македонија до мостот на улицата Партизанска. Па има предлози за изградба на комунални инфраструктурни проекти, уредување на речното корито, до изградба и рехабилитација на улици по руралните средини. И јас мислам дека било кој од проектите да го добие првото место или да биде приоритетен, ќе биде за доброто на граѓаните. Покрај овие од страна на Министерството за култура на Република Македонија преку апликација од општината, Берово ќе биде град на културата во 2017 година, со буџет од 2 милиони денари од Министерството, со што ќе бидат опфатени и неколку предлози произлезени од форумскиот процес.